Во врска со денешните разговори што се помеѓу партиите, ви кажав дека нам денеска ни се потврди оно што цело време мислевме дека ќе биде, а тоа е дека Социјалдемократскиот сојуз не сака решение во македонската радио телевизија кое што е навистина независно, непристрасно и слично, туку сакаат партиско решение. Тие предложија господјата Санта Агирова, поранешен шеф на кабинет на Илинка Митрева, поранешен министер за надворешни работи на Социјалдемократскиот сојуз и, ако не се лажам, и потпредседател на СДСМ во некои од годините наназад. Колку што разбрав и член на групата која што се нарече некаква шарена револуција, така што со прилично јасно изразено политичко мислење, политички став, политичка позиција, партиска позиција. И со тоа се покаже дека практично целта на СДСМ не е да има некоја непристрасна личност, некоја личност која што навистина ќе биде неутрална и нема да припаѓа на едната или на другата страна, туку сакаат нивно партиско решение. За да не им даваме можност повторно да избегнуваат од изборите и тоа да им биде причината да повторно ги одложат или избегнат изборите, ние им го прифаќаме тоа решение и сега им го соопштивме тоа. Втора работа е поврзана со прашање кое што го отворија, поврзано со методологијата. Тоа им е втората точка на која што очигледно сакаат да ги одговлекуваат работите. И ние и тоа им го прифативме што го бара со методологијата, ги информиравме каква сакаат, таква ќе ја прифатиме, кажа што сакаат, тоа им го прифаќаме што го сакаат, така што уште една можност да ги одложат изборите ја елиминираме. Третата работа е поврзана со петиот член во она адхок тело или како се нарекува, кој што согласно преходниот договор треба да биде лице од албанска националност. И тука нашата позиција е дека оставаме, гледам дека во часовите што измина, главната дебата беше помеѓу албанските партии и СДСМ, оставаме тие да постигнат согласност. Каква согласност ќе постигнат, таква согласност тоа лице ние ќе го прифатиме и сакаме на некој начин да не им помогнеме во било каква нивна намера да најдат алиби, да најдат изговор за одлагање на изборите на 11 декември.